значителни штети по домаќинствата од невремето во Гевгелиско. Таму наврнаа рекордни 71 литар на квадратен метар. Неконтролиран увоз на градинарски производи од Албанија и од Турција може да го уништи откупот во Македонија. Струмичките земјоделци за сега задоволни од продажбата на доматот и краставицата. Старите готвачки марифети од Валандовско заживуваат на локалните манифестации, на кои се презентира богатата македонска кујна. Поштовани гледачи, добро дојдовте во Дневникот, ја видовте на јавната страница. Силно невреме ја зафати синоќа Гевгелија. Синоптичарите измериле дека токму тука е рекордот во синоќешните врнежи на дожд. 71 литар на метар квадратен наврна дожд предизвика поплавување на подроми и кујки во неколку улици. На терен беше и нашата дописна екипа. Материјалот се подготвува, ќе го гледаме подолу во Дневникот. Членство на Република Македонија во НАТО, почеток на преговорите со Европската Унија, продолбочување на соработката во сферата на безбедноста со цел стабилен регион, воздржување од радикална националистичка реторика и немешање во внатрешните работи на државите се клучните пораки кои претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ги искажа на состанокот на лидерите на Брдо Бриони процесот што се одржува во Брдо кај Крајн во Словенија. Новата реформска влада на Република Македонија е сериозно подготвена и цврсто решена нашата земја да стане дел од евроатлантските интеграции, а тоа е шанса не само за Македонија, туку и за регионот, како и за процесот на пристапување, истакна министерот за надворешни работи Никола Димитров на состанокот на лидерите од процесот Брдо Бриони. Имаше навистина отворена дебата за сите предизвици во регионот, затоа што не само што Европа е загрижена за регионот, туку и регионот е загрижен со иднината на Европската Унија, бидејќи и самата таа е со големи предизвици во овој период и посетата на германскиот претседател е на некој начин сигнал до регионот дека останува целиот наш регион на високо на агендата на Европската Унија, но дека и ние самите мора одредени прашања кои ни постојат да ги затвараме и да наоѓаме самите решенија. Очигледно е дека во овој период отсуството на Европската Унија од нашиот регион создаде отварање на многу прашања од минатото, но кога некому му ја одземат иднината, секој пат сигурноста други ја барат во минатото. Затоа и поттикот и неговата искрена намера да Европската Унија повторно се посвети на регионот и ги отвори европските перспективи е силна порака. Исто и јас бев искрен и отворен за сето тоа што го доживеавме од кога сме кандидат. Бидејќи некои земји се уште инсистираат што побрзо да оди нивната кандидатура, ние веќе имаме 9 препораки и извештаи, а се уште не сме добиле датум за почеток на преговорите и дека Македонија не бара ништо поклон, туку бара тоа што и припаѓа. И дека Европската Унија мора да разговара со нејзината земја членка, што не само што не ускратува еднината, и туку не го ускратува и просперитетот. И дека ко земја се соочуваме перманентно со кризи, затоа што ни се одзема европската перспектива. Наместо да се трошиме во исполнување на европски стандарди, критериуми и принципи, ние се бавиме со самите себе. И дека е неопходно да се напушти статус кво во однос на Македонија, за да не падне во иста замка и новата влада, која ќе мора да се троши за прашања кои се трошиле генерации политичари пред нас. Ке убедував моите колеги дека жета што постои во македонската јавност меѓу граѓаните после овој кошмар низ кој што поминавме, за силни институции и за правда која што ќе биде и за закон над политиката, а не обратно, политиката над законот, е голема шанса не само за Македонија, туку и за регионот и за самиот процес на пристапување, на кој што можеме да му дадеме смисла. Шансата е во тоа што новата реформска влада на Република Македонија е сериозно подготвена и цврсто решена од земјата, од нашата Македонија да направи европска Македонија.
Денеска истекува првиот рок во кој специјалното јавно обвинителство може да поднесува обвиненија за 34 предмети што ги презеде од државното јавно обвинителство. СЈО веќе поднесе обвиненија за случајот во општина Центар, потоа за случајот транспортер против градоначалникот на Битола Владимир Талевски за превоз на ученици во градот. Од предметите преземени од основното јавно обвинителство оформени се и предметите тортура за апсењето на Љубе Бошковски во 2011, случајот ТНТ за уривање на комплексот Космос на Фијат Цановски, за случајот Титаник за изборни нерегуларности. Рокот за поднесување обвиненија по прислушуваните разговори што ги предаде СДСМ истекува на 30 јуни. Од специјалното јавно обвинителство во повеќе наврати побараа продолжување на рокот. За продолжување на рокот се залага и новата власт и партиите од парламентарното мнозинство, но согласно законот за промени потребно е двотретинско мнозинство. Пратениците на ВМРО-ДПМН се изјаснија дека нема да поддржат никакво продолжување на рокот, бидејќи сметаат дека СЈО води политички хајки против нив. Една од опциите која се споменува во јавноста по промената на власта е интегрирање на специјалното јавно во основно јавно обвинителство. Новиот премиер Зоран Заев веќе повика државниот јавен обвинител Марко Зврлевски да си даде оставка или ќе започне постапка за негова смена. Атентатот што се случи врз Никола Тодоров е директна последица на хистеричната и неаргументирана хајка што СДС и невладините организации финансирани од Сорос ја реализираат неколку години. СДС има одговорност и тоа не може да го сокрие преку лажни реакции и изјави, се наведува во соопштението на ВМРО-ДПМН. Владата на СДС и аболицираниот криминалец Зоран Заев ветуваат дека ќе ги вратат младите во Македонија и дека ќе тече мед и млеко. Во текот на кампањата ветуваа на лекарите дека ќе земаат 100.000 денари, а сега велат дека тоа им е цел која би се остварила до крајот на мандатот. Додека народот ги очекува ветуваните поголеми плати и пензии, просечна плата од 30.000 денари, СДС се обидува да дефокусира со скапо платена, деструктивна и лажна црна пропаганда против ВМРО-ДПМН. Антиреформската влада на СДС наместо да се насочи кон зголемување на платите, пензиите и растот на економијата, мандатот го почна со укинување на проекти и најави за блокирање на се што е во тек. Предлогот на СДС за поддршка на земјоделците во набавка на земјоделската механизација ќе се намали од сегашните почетни 50 на почетни 30%. Вакви мерки на СДС не водат кон подобар живот како што тие ветува. СДС уште еднаш докажа дека само ги интересираат популистички мерки, а не проекти кои даваат резултати на долг рок. Поради тоа, рокот на оваа влада нема да е долг. Оваа влада не е реформска, туку антиреформска, се вели во партиското соопштение од ВМРО-ДПМН. СДСМ, како што се обврза пред граѓаните, ќе ја предводи реформската влада која што ќе обезбеди достоинствен живот, правда и евроатлантски перспективи за граѓаните и за Република Македонија, се наведува во писменото соопштение од партијата. Оттаму посочуваат дека ќе има реформи што ќе ги обезбедат повисоки плати и нови работни места, преку државна поддршка на домашните предпријатија повисока досега. Ќе има редовни субвенции повисоки од 160 милиони евра. Ќе има реформи во правосудството преку реизбор според најдобрите европски практики. Ќе има независни и професионални институции и медиуми, истакнуваат од СДСМ. Во соопштението се наведува дека ќе бидат земени предвидците за белешки во извештаите на Прибе и на Европската комисија и ќе бидат отворени евроатлантските интеграции на Македонија. Од СДСМ посочуваат дека 11 годишното владење на ВМРО-ДПМН донесе само изолација, сиромаштија, масовно иселување на граѓаните, заробени институции, криминал и корупција. Ги сруши образовниот и здравствениот систем. Секој проект, секоја мерка што тие ги спроведуваа, беа на штета на граѓаните и државата. Владата, предводена од СДСМ, посветено и транспарентно ќе работи на зацртаните реформи кои што добија поддршка од мнозинството граѓани на изборите и кои што ќе донесат напредок, правда, еднаквост и живот за сите во Македонија, истакнуваат во партиското соопштение од СДСМ. Старите традиционални јадења во Валандовскиот крај се уште се присутни на дневното меню на вредните валандовски домајќинки. По старите техники на готвење денес се повеќе се присутни на локалните манифестации, чија цел е да се презентира богатата македонска кујна.
Валандовската кујна по рецептот на старите, односно онака како што готвеле бабите и прабабите, и денес успева да се одржи. Старите традиционални јадења од овој крај се пренесуваат од генерации на генерации, па и денес вредните валандовски домаќинки знаат да изненадат со вкусна трпеза. Попознато јадење во Валандов што се приготват се вика јанија. Јанија со месо, јагнешко, телешко, со кумпир, се клава крумит, компир, месо, миридија, некои си клават и магданоз, зависи кој што сака. Друзи прават разни блага, кој татли, кој равани, кој што знае, тоа ќе направа. Еден од поспецифичните рецепти кој е присутен пошироко низ југоистокот е татлијата, вкусен десерт кој се приготвува со младо сирење. Тетка Ката, која по потекло е од валандовското село Собри, вели дека како млада научила да готви од свекрвата која била струмичанка, но и денес има млади кои од постарите ги учат традиционалните рецепти. Татлијата се препрема 1 кило сирење, благо, пресно. Заклава 2 чаши гриз. Саклава јајца, 4-5 колку сакаш јајца, шеќер, се замесава убаво и ќе го спресниш и зајтин, ќе го израмниш, ќе се испече, кога се испече, после ќе наствариш шербет, шербетот е топол, татлијата ладна, ќе ја полиеш и јадеш. Старите техники на готвење и традиционалните рецепти, освен по домовите, денес се поприсутни на локалните манифестации и настани, најчесто во организација на локалната самоуправа, чија цел е да се презентира богатата македонска кујна. Земјоделците се уште не ги добиле парите од откупувачите за пролетната зелка, а се жалат и на неконтролиран увоз на градинарски производи од соседните земји, посебно од Албанија, но и од Турција. Според претседателот на Сојузот на синдикатот на земјоделски производители од Струмица Ристо Велков, во тек е откупот на доматот и пиперката, кој засега оди добро и цените се задоволителни. Но ако се дозволи поголем увоз, како што беше со зелката, цените рече нагло ќе паднат. Тој апелира надлежните да реагираат ако има понуда на пазарот однадвор, да се реагира со интервентни мерки, а ако биде зголемено домашното производство, да се преземат мерки за негов откуп за да нема вишоци и пат на цените. Стартот на годинешното производство со пролетната зелка помина лошо. Продажбата одеше по 8 до 10 денари во април и мај. Сепак најмногу загрижува тоа што количините се уште не се исплатени, изјави Велков. Тој укажа на потребата од поголема контрола при увозот, зашто како што посочи, дел од производите што не се наши се пласираат, препродаваат, извезуваат како македонски, иако се далеку понеквалитетни. Мора да се води контрола на увозот и многу да се внимава, зашто нашите производи се далеку поквалитетни. Краставиците од Албанија, кои имав прилика да ги пробам, мириса на нафта, истакна Велков. Околу 80% од површините во Струмичко биле засадени со зелка, но целата не се откупи. Добро постапија, смета Велков, земјоделците кои не ја собраа веднаш, зашто откако не ја продадоа, барем ја искористеа како ѓубре, додека другите непродадени количини ги сврлија по депониите. Откупната цена на доматот засега е од 25 до 30 денари. Се нудат помали количини и ако не се прави манипулација со увоз од Турција, Албанија и Бугарија, ќе помине добро. Цената на краставицата пак, како што информира Велков, засега е 15 денари, што е добро, иако не е реално, а трговците ја продаваат по 30-40 денари. И кај оваа култура имало проблеми со увозот и намалување на цената во април. Остануваме со уште една информација од земјоделството. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски потпиша нов договор со Европската комисија за рефундирање средства за набавка на вакцини против болеста јазлеста кожа. Како што соопшти агенцијата, договорот е за грант вреден 192.500 евра, кој деновиве ќе биде потврден од страна на Европската комисија, пошто врз основа на поднесениот план од агенцијата до комисијата наскоро ќе почне и вакцинацијата. Во почетокот на годинава Агенцијата за храна и ветеринарство доби рефундација на 430.000 евра за набавените вакцини за говеда како резултат на потврдата на Европската унија за ефикасните и ефективните мерки кои агенцијата ги презеде минатата година во справување со болеста јазлеста кожа.
Државниот врв се приклучи во телеграмите за сочувство кои светот ги испраќа до Велика Британија како реакција на терористичкиот напад во Лондон кој се случи вчера. Претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов порача дека веста ја примил со шок и огорченост и дека охрабрува британските власти во истрајноста и решителноста во борбата со насилството и злосторничките акти без разлика од каде и од што се мотивирани. Со шок и огорченост ја прими веста за терористичкиот напад во Лондон во кој животот го загубија поголем број невини лица и има голем број повредени. Во овие мигови на длабока тага, дозволете ми во име на граѓаните на Република Македонија да изразам искрено сочувство и да ве охрабрам во истрајноста и решителноста во борбата со насилството и злосторничките акти, без разлика од каде и од што се мотивирани, вели Иванов. Република Македонија, како што посочува Иванов, најостро ги осудува терористичките напади кои шират страв и од кои никој и никаде не е безбеден и силно го поддржува Обединетото кралство во решителната борба против тероризмот како предуслов на патот кон мирот и кон стабилноста и напредокот. Премиерот Зоран Заев до британската премиерка Тереза Меј упати телеграма со сочувство за загинатите и повредените. Во име на граѓаните на Република Македонија, на владата на Република Македонија и во мое лично име изразувам длабоко сочувство до семејствата на загинатите во ужасниот напад во Лондон, до владата на Република Македонија и до граѓаните на Британија. Најостро го осудуваме овој шокирачки кукавички напад врз невини жители на Лондон, на Лондонскиот мост и во околните ресторани, меѓу кои има и посетители на Лондон. Секој акт на загрозување човечки животи, каде и да се случи, е загрозување на слободата и спокојот на целото човештво, се вели во телеграмата на Заев. Македонското МНР силно го осудува синоќешниот терористички напад во Лондон, во кој според досегашните информации животот го загубија 7 лица, 48 се повредени. Министерството за надворешни работи во постојана комуникација со амбасадата на Република Македонија во Лондон. МНР ја известува јавноста дека амбасадата стапи во контакт со Метрополитен Полис и потврдува дека засега меѓу жртвите и повредените не се евидентирани македонски државјани. МНР информира за прашања поврзани со безбедноста на македонските граѓани кои во моментот се наоѓаат во Лондон, заинтересираните да се обратат во амбасадата на Република Македонија во Лондон и во Министерството за надворешни работи, информираат од Министерството. Токму овој крвав напад во Лондон е во очите на светската јавност. Следуваат вестите од светот. На само неколку дена пред парламентарните избори Лондон е повторно цел на напад. Тројца атентатори убија 7 лица, а неколку десетици се повредени. 2 недели по нападот во Манчестер, Велика Британија, е повторно цел на терористички напад. Доцна вчера вечер тројца напаѓачи во Лондон убија 7 лица, а најмалку 48 се повредени. Напаѓачите, како што се вели од полициски извори, се убиени. Шефот на антитерористичките единици на Велика Британија, Марк Роули, изутринава изјави дека нападот се третира како терористички. Одговорност за нападот досега нема преземено никој. Рита Кац, директорка на City Intelligence Group, која е специјализирана за джихадистичката пропаганда, информираше дека приврзаниците на терористичката група Исламска држава го слават нападот во своите форуми и чет канали и претпоставува дека е тоа дело на Исламска држава. Според наводи на полицијата, вчера вечер транспортно возило на Лондон Бридж влетало во група пешаци. Автомобилот потоа заминал кон пазарот Бороу Маркет, кој е оддалечен само неколку стотина метри. Таму тројцата осомничени напаѓачи се симнале од возилото и напаѓале луѓе со ножеви. Притоа, според изјава на очевидци, извикувале "Ова е за Аллах". Полицијата соопшти дека напаѓачите биле убиени од страна на безбедносните сили 8 минути по добивањето на првиот повик за итна помош. Атентаторите носеле елици кои изгледале како на себе да носат експлозив, меѓутоа подоцна е утврдено додека тоа било само безопасна маска. Полицијата смета дека нема други учесници во нападот освен тројцата убиени. Меѓутоа, за тоа да се тврди 100% треба да се спроведат на тамошни истраги, соопшти Роули. Конзервативната партија на премиерката Тереза Меј и опозиционата лабористичка партија ја запреа привремено својата кампања пред изборите. Во Велика Британија во четвртокот треба да се одржат предвремени парламентарни избори. Градоначалникот на Лондон Садик Кан изјави дека се работи за целен и кукавички напад врз недолжни граѓани на Лондон и туристи. Пред само 2 недели атентатор самоубиец во Манчестер со бомба уби 22 лица. Во нападот повредени беа повеќе од 100 луѓе.
Германскиот министер Зигмар Габриел денеска во Санкт Петербург изјави дека се надева оти неговата предстојна посета на Турција ќе резултира со намалување на тензиите меѓу Берлин и Анкара. Бараме начин да се вратиме на нормални односи со Турција, изјави Габриел, кој во Санкт Петербург учествуваше на меѓународниот економски форум, имаше средба со рускиот претседател Владимир Путин. Како што јави ДПА, Габриел в понеделник ќе отпатува за Анкара, каде ќе се сретне со шефот на турската дипломатија Мевлют Чавушоглу. Според најавите од Берлин, главна тема на средбата Чавушоглу Габриел ќе биде прашањето околу забраната на Турција за посета на членови на Бундестагот на германските војници стационирани во турската база Инџирлик. Анкара им забрани на претениците на германскиот парламент да ја посетат базата, како одговор на одлуката на Берлин да им даде политички азил на турски војни лица осумничени за учество во ланскиот обид за воен удар во Турција. По ваквата турска одлука, германската канцеларка Ангела Меркел најави дека е можно Германија да ги премести своите војници од Инџирлик во некоја друга воена база во земја од регионот на Блискиот Исток. Поради порастот на тензиите меѓу Берлин и Анкара, посетата на Габриел се оценува како последен обид за надминување на несогласувањата. Најмалку 211 луѓе, меѓу кои 45 ученици, загинаа во најголемата поплава што ја погоди Шри-Ланка во последните 14 години, соопшти денеска Центарот со управување со несреќи. Во соопштението се наведува и дека 90 лица се водат како исчезнати, а 72 се на болничко лекување. Поради поплавите, над 77.000 луѓе ги напуштија своите домови, а околу 2.000 куќи се уништени. Над 100.000 се оштетени во надојдената вода или изгајањето на земјиштето предизвикано од обилниот дожд. Властите на Шри-Ланка најавија дека ќе поднесат кривични пријави против 18 компании и поединци кои стојат зад нелегалните градби на небезбедни места. Тоа е најголема поплава во последните 14 години во јужните и западните делови на Шри-Ланка. Иако дождот е со намален интензитет, се уште многу области се под вода. И како што најавивме на почетокот, силно невреме синоќ ја зафати Гевгелија, синоптичарите таму измерија дека токму тука е рекордот во синоќешните врнежи на дожд од 71 литар метар квадратен, кој предизвикаа поплавување на подруми кујки во неколку улици. На терен беше нашата дописна екипа, еве го извештајот од таму. Значителни материјални штети по домовите и дворовите на гевгеличани предизвика невремето кое го зафати гевгелиското градско подрачје. Над 70 литри на метар квадратен дожд беа наврнати вчера попладне, дожд кој предизвика поплави по сите улици низ градот. Поголема облачина и стабилна маса од Грција навлезе кон Гевгелија и Богданци и наврна голема количина на воден талок за кратко време. Дождот со силен интензитет кој паѓаше 45 минути доведе до презаситување на канализацијските шахти и поплавување на пониските делови од градот. Најоштетени се домаќинствата на жителите од улиците Ѓоко Тутушев, Иво Лола Рибар и Кочо Рацин. Денеска граѓаните со полни раце работа, видно револтирани од проблемот кој што повеќе од 40 на години не е решен. На улицата Ѓоко Тотушев досега не е сменета канализацијската мрежа и при најмали дождови водата навлегува во подрумите на куќите. Од вчерашното невреме проследено со град, вода од околу 20 см има навлезено во домовите на граѓаните кои што живеат на овие улици. Велат дека и покрај тоа што материјалните штети се големи, тие ќе ги занемарат. Проблем представува здравствениот дел, бидејќи постои опасност од заразни болести и жолтица. Прво, пред се, ова не е прв пат, значи при секое невреме, при секое атмосферско празнење, при секој врнеж се случуваат овие работи. На улицата Ѓоко Тотушев, ако знам од сигурни извори дека се работи за едно 5-6 улици во градот, кој мора да се изнајде адекватно решение. Проблемот е се атмосферската канализација, која се уште не е реализирана после толку години во градот Гевгелија, ова е најстариот дел, се работи за 40 годишна канализација, така да штетите можете и самите да ги видите. Меѓутоа не е поентата колка ви се штетите, проблемот е тоа што овие штети ќе се повторуваат и понатаму. Значи секојдневно се додека не се изнајде адекватно решение. Значи не е поентата во тоа да општината или не знам кои осигурителните компании ги исплатат штетите. Проблемот е во тоа да се најде адекватно решение и мир на граѓаните. Значи ние сме при секој врнеж обврзани да седиме дома и буквално да дежураме со гумени чизми и со лопати. Значи да ги браниме своите домови. Сепак се работи за 21 век. Баш кај што сега ќе ни се случуваат секакви болести. Имало заразна жолтица, нормално дека ќе има, кога фекални води истекуваат по домовите на луѓето. Замислете сега што ќе се случува со овој дом цело лето. Не е само нашиот, имаме уште 5-6 домови во оваа улица, да не ги набројувам другите улици во градот.
Значи бараме адекватно решение и час поскоро да се заврши оваа работа. Сепак ние сме данъчни обврзници, си плаќаме данъци, комунално уредување имаме платено за своите домови и едноставно си ги бараме своите права, ништо повеќе од тоа. Сепак граѓаните штетите предизвикани од невремето може да ги пријават веќе од утре во надлежните општински служби. Денес времето во Гевгелија е стабилизирано, но метеоролозите предвидуваат дека во Гевгелиско и околината и во наредниот период ќе има дождови, но со значително намален интензитет. Вчера беше нестабилно на повеќе места, меѓутоа најмногу врнежи имаше на мирното место во Гевгелија, 71 литар на метар квадратен наврна дожд. Значи, денес па и во наредните денови се до четврток очекуваме да продолжи нестабилното време во пладнивните и попладнивните часови, меѓутоа не се очекуваат интензивни процеси како претходните 2 дена. Денес до крајот на денот, значи на истокот и понатаму локална нестабилност се очекува. Исто така и утре, се тоа што утре најмали услови се на југоистокот од земјава, меѓутоа сепак не е случајно и таму да се појават врнежи од дожд и грмежи, слично и со наредните 2 дена до четврток. Од четврток веќе од втората половина на денот ќе почне да дува засилен северен ветер и ќе преовладува стабилна воздушна маса, а се очекува и стабилизација на временската состојба. Поштовани, тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.